да бидам, што да бидам? Си го поставувавме често ова прашање. И сите велат едноставно прашање и треба едноставен одговор. А за нас, односно за мене, тоа беше најсложено прашање. Што да бидам? Во мене една слика се раѓа и се уште живее. Привремен објект на Радио Скопје, кај Арапска куќа, дзиркам низ еден прозорец и гледам микрофони, оркестар, оди музика, тече музика во живо. Дали ме зарази микрофонот? Не сум сигурна. Меѓутоа, следната година, 64-та, влезена сум во детската радиодрама. Другарувам со многу постари колеги, другари, пријатели. Зафир Хаджиманов, Коле Ангеловски, Наум Пановски, Виолета Джолева. Тие изгледа беа мојата зараза. Добро утро, комшија. Добро утро, комшике. Јас само сакав да Како сте? Па како што гледате, добар сум, комшике. Гледам. Почел да се бричам, или не да лае, па. Колку вие имате остра брада. А жена ви како е? Подобро е. Ќе ја пуштат во вторник на домашна нега. Убаво. Мислам, жалам што е в болница, но убаво што ќе се врати, да. Сакав... Што сакав да кажам? Да не ви треба нешто, комшике? Да. Ако со некого сум работел во животот, најмногу, тоа била Снешка. Значи се запознавме далечната 1972 година на факултетот за драмски уметноци, тогаш Висока музичка школа, драмски актери. Јас бев втора или трета, таа беше после мене. И од тогаш работевме, почнавме да работиме интензивно. Инаку таа беше и спикер во тогашното Радио Скопје, значи македонското радио Скопје. Или микрофонот, или камерата. Другаруваме, соработуваме, снимаме, патуваме, летуваме, па и награди добиваме. Ние бевме главна слика, пригодна за секоја прилика за раководниот кадар на Радио Скопје. Ама пораснавме. Едни заминаа на студии во Белград, други во Загреб, Љупка Димитровска во Загреб, Снешка остана во Скопје. Ме заробија Оливера Попанкова и Иван Антонов и оп, Снешка не мораше веќе да стои и да се качува на скалички за да стаса до микрофонот, ами можеше слободно да седи во студио пред микрофон, пред мојата уста и да говори. Повторно Снешка дружба со постари колеги, спикери, водители, презентери, лектори. Ќе спомнам Миле Попов, Симо Биличанец, Благоја Крстевски, Љупка, Нада, Лиле и една згода со Благојче Крстевски. Јас ноќна смена со него и имаме еден текст да прочитаме за некој председател на некоја држава, Бен Хамуда. А соработувавме со техника, се гледавме преку стаклото. Тие се кљафтат, се смеат и нормално Снешка се насмеа. А за таа случка Снешка доби од раководителот на спикерската група, Благојче Стефановски, суспензија 40 дена. Така, Снешке. Повторно нова дилема. Раскрсница во животот. Дали Србија, Македонија, Ниш, Скопје, српски и македонски. Останувам во Скопје, лекторот Зиглин добро ме учи, добро напредувам и во училиште. Меѓутоа, радиото ми посочува дека треба да се заврши факултет. Сега,
Дилемата е кој факултет. Моите родители, татко ми посебно, право, а Снежка каде? Криво. На академија. Театарска. Зошто, како? Кој знае? Може би последица микрофонот, камерата, како дете. И паметам една случка, Илија Милчин беше во комисија. И ме гледа мене, малечка, и вели, ало, девојче, ти си ја сгрешила автобуската станица. Требаше да слезеш таму во средно музичко училиште. Не, јас сум голема, велам, јас сум за на академија, на аудиција. Ау, а што ќе кажуваш? Па викам, Јулија. И кога го слушна мојот глас, бев примена за час. Снежана Коневски Руси. Тивок глас кој повеќе од 5 децении зборува на јазикот на театарот. Зад неа безброј улоги, од класиката до современата драма, од чекорот на сцената до режисерската визија. Таа е повеќе од актерка, присуство кое се чувствува дури и кога не говори. Креативна, интуитивна, полна со идеи кои чекаат само миг за да се родат на сцена. Со Снежка се знаеме, односно јас ја знам уште многу одамна, од времето кога во македонската телевизија, радиотелевизија, има соработувано со татко ми пред се на некои драми и на радиодрами. Имав прилика да присуствувам на снимања на такви радиодрами и да се соочам со квалитетот на нејзината актерска вештина. Подоцна, бидејќи секогаш има во глава како извореден актер, се надевав дека ќе имам прилика да работам со неа и тоа навистина се оствари. Во периодот кога снимав македонски бајки во македонската телевизија, Снежка беше еден идеален актер кој во многу разни ситуации одлично се вклопуваше. И во оваа прилика би сакал да кажам една интересна случка каде што требаше Снежка да игра змија, која кажува текст и која треба да биде еден вид на негативна појава во бајката која им прави лошо на децата. Толку вешто и толку добро Снежка тоа го одигра. Со имитирање на звуци на змија и со движење на телото како да е змија на едно дрво кое побара да го имаме. Ја не можев да верувам дека навистина ќе почне човекот да личи на змија со помош на костимите и на маската толку вешто направени да навистина визуелно кога гледаш на екран изгледа како да имаш змија со човечки облик. Таа трансформација што ја направи Снежка за мене беше фасцинантно. Тоа го неам видено, а многу работи имам видено во животов. На ниеден друг игран проект у блиска околина па и подалеку. Мислам, тоа нешто беше извонредно. Снежка само да посака човек таков соработник, режисер да посака таков актер, многу лесно се прилагодува, не и треба многу. Ќе си каже, за мене е доволно да каже, ми треба 5 минути или ми треба 2 минути или веднаш да почнеме. Многу брзо се прилагодува, многу добро слуша и ништо посебно не бара. Она што си бара самата работа, само ќе се договориме. Така. Нејзината енергија е заразна, не агресивна, не наметлива. Тивка сила која те потикнува да бидеш најдобар. Сака да создава, но уште повеќе сака да инспирира. Нов период, Снежка работи, игра во представите во МНТ
И во исто време работи во Радио Скопје, водителство, презентерство, спикерство. Читам Прима Виста. Знаете тоа што значи? Го гледаш текстот и читаш без грешка. Така што одбрана сум да го читам текстот за Тито по повод неговата смрт. Миле Попов и Снешка. Но тоа го оставам на страна. 78 година повторно имам дилема. Сега каде? Наутро одам во Радио Скопје 04 часот до 9 часот. Потоа одам на Академија до 2 до 14 часот. Вечерта одам во театар. Мора да се одлучи Снешка. Но нова дилема. Театар или радио? Мислам дека театарот превагна. Зошто? Затоа што театарот има спој на учење, говорење, движење, играње. Така што сцената за мене беше се. И тука некако продолжи соработката со актерите од средната генерација. Томе Витанов, Душко Костовски, Джундева, тие беа мои родители, Кире Андоновски, Микич, потоа Нино Леви, партнери, Јачев. Веројатно многу мина и ќе заборавам сега да ги кажам, но едноставно убав период од моето средно, што велам, средно генерацијско движење и соработување. Негде првата средба беше во Дзидотворот. Тоа е драматизација на Бранко Ставрев од Големата вода од Живко Чинго. Јас и Снежана бевме во тие тројца меѓу децата кои ја водеа акцијата на содржината на Дзидотворот, зашто се викаше. Зашто јас палавиот Кейтен кој крадеше дрво и одеше на таванот да делка, мајка. Мојата прва другарка беше Босилка, Снежана Конеска. И ние се дружевме како деца во интернатот. Можам да кажам, мислам дека сум го кажал една сцена со пеперутката, која ни се случи во Охрид, на отворена сцена тамо на Цвета Софија. На тоа рефлекторите многу пеперутки. А ние имаме текст, јас велам, ти си мојата пеперутка. И ми застана пеперутка на прстот. И публиката и ние занемевме. Тргна раката да ја предадам и одлета и тогаш грмна аплауз. Цел живот тоа не можам да го заборавам од 73-4 на Охридско лето. Ти си пеперутка. Не, ти си пеперутка со златна прав на крилјата. Царица на пеперутките. Самовил. Ја сакаш да признаеш Кейтен? Признаеш дека измислуваш. Признай, ќе ти убие. А потоа, што се случи со пеперутката? Потоа, пеперутката се стопи. Се претвори во капка роса. Морам да нагласам дека во тој период имав соработка и со театрите од Македонија. Веројатно првата соработка беше со Струмичкиот театар, во режија на Бранко Ставрев представи, текстови на Митко Маџунгов и повторно соработка со најстарата генерација во Струмица. За Снешка сигурно важи таа изрека во нашиот народ: вода стои, Снешка не стои. Значи, Снешка е чиста енергија во мало пакување. Она е 300 на сат, милион работи завршува, цело време е растрчана по некои проекти. Значи, ако е сега на проба, после на синхронизација, па снима нешто, па иде внукот го гледа, па... Значи, цело време е некаде растрчана, секаде стигнува на време, што е многу чудно, и секаде е исполнителна и знае точно што сака. Знае да биде доста напорна и е голем душебрижник на македонскиот литературен или стандарден јазик. И тука цело време сме имали конфликти околу тоа, бидејќи за име на природноста, јас знаев да ги сменам репликите, а она да инсистира на нешто да се каже во акцентска целост или точно како што треба. И тука бевме цело време во некои мали фајтови, ама на крај нормално она победуваше, па морав на уштрб на природноста да го кажам тоа како што треба.
Со Снежка се знаеме уште од студентските денови. Студиравме заедно на академија, иако не бевме во иста класа, но сепак помалку се дружевме. Помалку се дружевме зошто? Зашто во истото време Снежка работеше и во Македонското радио и студираше во исто време, нели? И успеваше да стаса и таму и ваму и секаде да ги извршува сите дејности, значи со големи успеси. Кога влеговме во театар веќе, почнавме малку повеќе да комуницираме, да се дружиме, игравме во исти представи, во трагедии, во комедии, во мюзикли, во детски представи и така натаму. И веќе станавме на некој начин тандем, значи нераздвојни. Јас морам да ги спомнам уште неколку луѓе кои што веќе не се меѓу нас. Тоа е Анче Џамбазова, Душко Костовски и Кира Андоновски. Бевме, значи, буквално Кире е жив. Бевме буквално како така една клапа која што после секоја представа уживавме да си седнеме во бифето на театарот и да си ја заокружиме представата, нашите емоции, нашите доживувања, да си размениме проблеми од сцени, проблеми од приватниот живот, се си знаевме едни за други и така со поеднажата и прекрасните мезења на Авдо и овој другиот, Мише, си го заокружувавме тоа. Срцка, жиленце, да не дојде во погрешно временце? Седни. Нови карти, Срцка. Срцка, нови. Морав да ги купам, Срцка, морав, па не можам, Дуле ми ги препознава сите стари карти. И ти јарно ми велиш, Лимба не се нервирај, Лимба не се нервирај. Јас не се нервирам, мислам, воопшто не се нервирам. А како да не се нервирам кога оној младен не знае ни да затвори? Само вие кога си отидовте, ние со моето мажле, така си удривме една партија карти, една партија туш, карти, туш, карти, туш. Да се напиеше нешто? Може, Срцка, Б витаминче, пице. Ах, Срцка, отворај. Те гледам и ти се восхитувам. Какво спокојство, Срцка. Јас и моето мажле те обожаваме. Пошто колку спокојно се отвораш. 3 седумки, 3 джандара, 2 двојки со джокер. 5-ката кај Дуле, попот кај мене, а ти со кецот затвораш. Тешко да се раскажува Снежка, пошто ќе немаше ни почеток, а нема ни крај. Така да, у суштина, она што првичната асоциација е дека Снежка е пред се субјективно а и објективно најзаслужната, една од најзаслужните луѓе што воопшто јас ја работам оваа работа и затоа ми е многу тешко со било каква дистанција или концепт да борам со Снежка. Нашата соработка почна уште од моите студентски денови и додека човек се заврти, веќе гледа дека не само што работи повеќе проекти со Снежка, него работи и се остана. Нејзината екзекутивност, нејзинат фокус, вредност, нејзината амбиција и работните навики се просто нешто што му дава на човека му дава поттик на еден начин кој што е голем спектар од нашава работа. Значи, у суштина, кога би морал да зборувам за Снежка, ќе се воздржам за тоа што има уште многу работи кои што има да ги сработи, а не би ги опфатиле во муабетот. Женитба. Мислам дека
кој да зборува за Снежана Конеска и за незината работа во театарот, ќе ја спомне женитба. Незината Агафија, публиката ја памти со години. Наеднаш блесна нешто од срцето, од ситуацијата во која се најде. Знаете, во женитба што се случува, ние сме тамо неколку предлагачи. Ние сакаме да се ожениме со неа. И имаме, ја игравме на пајтони, 3-4 пајтони. Само еден пајтон, од еден пајтон Кочкарјов, тој стапнува на земја од пајтонот. Иначе нашиот мизансцен беше од пајтон на пајтон. И тие водачите на пајтоните толку се извежбаа на сцената 3 пајтона да се разместат, да се поднижат, за да може да се одигра сцената. Агафија, женитба е класика, нели, и незе некако се залепи. Инаку, Снежка е човек за се. Снежка пишува текст, Снежка прави сценографија, Снежка ги шие костимите, Снежка глуми. Снежка прави се. Така да има што и да се научи и да се види и да се попреми од таа енергија. И тој нејзин ентузијазам и таа нејзина љубов кон професијата е нешто што е навистина инспиративно. Многу е тешко да раскажете за некој човек кој добро го познавате и со кој сте соработувале наназад, речиси 25 години, во различни медиуми, затоа што постојано нешто ќе се сеќавате и нешто ќе испуштите. Но она што мене на прва топка ми асоцира за Снежка, нашата Снежка, е голема професионалност, врвна актерка, карактер на високо ниво, честна, искрена, доверлива, човек со кој во секое време, на секое место, во било кој проект, во било кој медиум би соработувал. Ајде. Добро е што си отиде Снежка. Па можеме да си зборуваме. Па не знам дали си отиде. Внимава на се. Снежка ни е единствена. Како Снежка друга, Снежка нема. Снежка смешка, да, нема. Да, таа ни е веќе дел од семејството, со кое што веќе долго време соработуваме. Се сакаме, се почитуваме и навистина за Снежка можеш да кажеш многу работи, но првата работа, веројатно и последна што треба да ја кажеш е дека е навистина една единствена и најспецифична личност која што човек некогаш во животот ќе ја запознае. Колку што е малечка, толку е и моќна. Да. Толку и голема, да. Да. И веројатно последниот бедем на живиот македонски јазик, последниот човек кој говори чисто убав македонски, да, меѓу последните луѓе кои што има таков однос кон јазикот. Тоа би била една работа што може да се, една од многуте работи што може да се издвои. Човек кој што си го почитува јазикот и сака да ја научи новата генерација. Ние сме нејзини, можеме да кажеме дури и ученици. Снежка ни е во секој случај ментор, кој што во секој момент, со секој проект ни помага да се оствариме себе си на сите начини на кои што сме сакале и гледаме се повеќе и повеќе дека можеме и да не научи да го сакаме тоа што го имаме, а најмногу се јазикот. Да се го почитуваме. Со други зборови, не дај Боже, во нејзино присуство да зборуваш неправилно. Никако. Затоа реков среќа што не е тука. Кога станува збор за мојата драга колешка Снежка, прво што ми паѓа на памет, тоа е незиниот глас. Тоа е толку радиофоничен глас. Глас, личност, која го гаи македонскиот јазик и која многу внимава како зборува многу литературно и од памет се вади кога ќе чуе некој дека не зборува правилно. Друго што би кажала за неа? Кога ќе ја погледнете една крхка особа, физички, меѓутоа
психички и внатрешно едно срце големо, големо како планина. Голем пример ми е Снежка, тргнувајќи од тоа кога замина во пензија. Јас велам, што ќе правиме сега? Бевме нон-стоп ангажирани, работливи, дали на телевизија, дали во матичнава куќа, дали во МНТ. Што ќе правиме? И Снежа вели вака, абе мора нешто да се работи. Со скрстени раце не се седи, ако сме во пензија, способни сме, можеме да работиме. Тоа ми беше најголемата мене сатисфакција, да не седам и јас со скрстени раце. Јас пред 2,5 години заминав во пензија. Меѓутоа, Снежа е еден ворхохолик голем. Работи неуморно. Секаде е присутна. Таа си знае како е. Меѓутоа, експонирана е, има и со право. Затоа што има знаење, затоа што има можност, затоа што едно време беше и директор на куќава, има познавања и многу е вредна, бре, луѓе. Многу е вредна. Што мене сега ми е интересно и чудно? Соработка, велам, со најстарите ветерани актери на Македонскиот народен театар. Особено ја издвојувам соработката со Владимир, со Илија Милчин, таткото, кој што чуваше едно малечко моливче и ми го предаде мене во заминувањето на пензија и вели, Снежка, те задолжувам да го чуваш македонскиот литературен јазик. Јас и ден денес го чувам тоа моливче, а го чувам и македонскиот литературен јазик. Сега јас сум таа зараза и младата генерација ја учам да го применува македонскиот литературен јазик, а само во одредени ликови да ги користи одредените своји дијалекти, кои што се наше национално богатство. Така што на извесен начин примената, вистинската и точна примена на јазикот, а во исто време го изложувам и богатството на македонскиот јазик. Сега посебно ми е интересно пишувањето, да речеме. Пишувам. Пак нова дилема кај Снежка. Дали автор, дали актер и дали режисер. 2000-та година запишувам режија на факултетот на АТВИС во Софија во Бугарија. И затоа е оваа дилема логична. И се си посакувам вака да биде представата, онака да биде. Текстот го знам на сите напамет, знам кој од каде излегува, влегува, што треба да направи, текстот им го кажувам. Дури една представа, Мелница, сум ја изиграла првиот чин без синот на Шишков. И неговиот текст, и својот, изговорено, мислам дека ни публиката не почувствува дека се игра и без него. Некогаш и тоа се случува. Снежка знае и да упадне во многу представи. До сега ги бројаме едно 8 пати. Тоа е шок за секој актер, а веројатно сум била толку храбра или толку прчела, не знам, така си кажувам и себе си. Снежка прчела, сака и тоа, и тоа, и тоа. И сега не е само дилема, кај Снежка има и трилема. Затоа реков автор, актер и режисер. Почнавме во Македонскиот народен театар, цел живот го проведовме овде и работевме, значи, од зидот водата на Живко Чинго во режија на Бранко Ставрев. Понатаму се редеа многу представи, студенти од Бранко Пендовски, во две верзии на Чорбаджи Теодос, едната во режија на Ацо Алексов, другата во режија на Петр Прличко и Тодор Николовски. Работевме Димна Јуда град градила, една прекрасна поетска представа во режија на Виолета Џолева. И се сеќавам дека во Сараево земавме доста награди со тоа, а исто така и со Зидот водата. Меѓутоа, она што сакам да го кажам, значи, чинам дека не постои ниеден од нашава професија, актер, кој што е толку ревносен, толку професионален и толку неуморен како Снежка. Таа практично не запира. Таа не знае за умор. До ден денес. Еве, до ден денес таа работи, си наоѓа разни ангажмани и
сето тоа оди како подмачкано кај неа. Многу работлива, покрај талентот се разбира, меѓутоа талентот не значи ништо ако не работиш. А Снежка го кажува и го работи баш она што треба. Значи неуморен работник до ден денес. Второто неповторливо доживување со Снежка беше додека ја подготвувавме театар Љубов моја. Игор ни вети дека ќе ни направи музика за сонгот на представата, кој што како лајт мотив нели оди низ целата представа. И ама Игор да го уловише многу тешко. И успеавме некако во последен момент да го фатиме. И отидовме, не однесе во некое студио. Ниту знам кое, ниту знам чие студио, не беше важно. Важно во 3 сат од ноќта, јас и Снеже пеевме, а он свиреше. И Снеги, како беше тоа? Какви луѓе? Какви луѓе сме ние? Какви луѓе сме ние? Театарот што е? Зад актерот што се крие? Какви луѓе сме ние? Зошто сме така од Бога создадени, со души завидливи и толку сме лоши, со злоба толкава, што животот ни е безсмислен, без слава. Мила моја, јас само ќе додадам. 2 лица пред актерот се кријат, но кога пред вас актерка стои, душите во неа се 33 на број. На број. Една од анегдотите, пошто морав да ја вратам некако, беше кога во Народен пратеник со Кирче Андоновски, кога ги игравме Спиро и Спировица во еден момент и двајцата бевме упаднати во улогите, ама ја бев упаднат многу пред неа, години пред неа. Така да, бидејќи она не знаеше кога заедно излегувавме на сцена, беше олабавена, опуштена, знаеше дека јас сум исто исполнителен за тие работи и на една сцена и викам, гледам си се зазборела со Славица Ковачевиќ и ја улетуjem у гримьорната и викам, Снежка бе брзо на сцена! Се залета, као куршум излета у туѓа сцена, како падобранец паднат од таму, каже, Еврем, извини, ја кај Павка ќе одам и си излезе на сцената и после ме бркаше по цел театар за да ме утепа. Со Снежка сме во комуникација долго време. Моето прво вработување е во театар за деца и младинци. А таа таму работеше во една представа со индијанци и каубојци и играше еден индијанец упаднат во таа представа. И кога јас се вработив во тој театар, ја добив таа улога јас да ја играм. Ама инспирацијата ми беше за да го играм слично како што таа работеше. Значи, моја прва како да речем, професионално спојување со Снежка. После тоа, веќе затеравме со Снежка и не само како актерки во комуникација, туку јас работев во Охрид 10 години и имав драмско студио таму. Снежка често беше селектор за фестивалот за аматерски смотри, така некако се викаше во Кочани. Му се менуваше името, еднаш даф, еднаш вака, еднаш така. И таму доаѓаше, ги гледаше представите и ме избираше често, ми ги избираше представите за тој фестивал. На тој фестивал добивавме и награди. И незините зборови за мене беа секогаш пофални, ама ова е портрет за неа, не за мене, и ова го кажувам заради тоа што незините зборови мене ме охрабруваа тогаш многу. Зашто јас Скопје работев прво, па отидов во Охрид. Додека бев таму во Охрид, одвоена од Скопје, овдека е центарот на збиднувањата, Снежка ми беше конекција со Скопје, конекција со сите работи кои овдека се случуваат. Сакам да ја портретирам како некој кој дава, кој охрабрува, на кој што можеш да се потпреш, на кого можеш да му ги кажеш слабостите и да те охрабри, и со кого можеш да соработуваш на секаков начин. Кога ќе речем на секаков начин, значи и да се скараш, и да те изнервира, и да седнете да сте пријателки, и да знае да те свати во некои поинтимни, подлабоки работи. Така што ова е незиниот портрет во нашата меѓусебна комуникација.
Како колешка секогаш присутна, не само физички, туку со целото свое срце. Со збор, со поглед, со поддршка кога најмногу е потребна. А тоа не се учи, тоа се носи. Драматизации на приказни, на сказни, пишувам нови сценски драмски игри и своето влијание го правам во невладините организации или здруженија на граѓани. И тука ќе ги спомнам Здруженијето на граѓани Свет на различни а еднакви, соработка со лицата со попреченост. Потоа ја спомнувам и еврејската заедница на град Скопје, па и Црвениот крст на град Скопје и на Македонија. И таму има мое влијание, мое мешање и пишување, и играње, и режирање. Не знам каде ми оди умот. Театарот за мене е можеби се. Првото и последното семејство. Тоа е моја професија, моја љубов, но и моје хоби. Тоа е моја споредна и главна обврска, моја животна задача. Театарот, професија, но театарот и мисија. Многу дела се зад нас, успешни дела, концерти, представи, одбележување на јубилеи и не случајно волонтерите, генерација на волонтери кои кога ќе не посетат, кажуваат дека токму спомените и активностите со неа им се едни од омилените. И навистина е така, че таа е препознаена кај сите генерации. И затоа многу често велиме дека тоа е нашата Снежка. Таа е голем хуманитарец и многу често има доаѓано на различни активности, посета на клиника, значи се сеќавам дека не знам Александра дали се сеќавате и вие, пред некоја година беше со нас и на клиниката за онкологија, каде што ги посети за 8 март, празникот на жената, пациентките, и со незината убава енергија, со незиното присуство им даде поддршка на жените за нивното заболување. Навистина беа среќни и одушевени, не ја очекува. Меѓутоа таа има таков ведар дух и навистина сите околу неа се среќни и насмејани. Зборот професионалност и се врзува со Снежка. Голем професионалец, меѓутоа и голем ентузијаст. Зошто го велам ова? Снежка кога ќе се нафати, кога ќе влезе во една проблематика, да ја работи како професионалец, како актер, како режисер, како сценарист, таа го прави со целиот свој дух. Значи таа влегува и истражува, таа се вложува себе си, поминува часови и часови проучувајќи го она што претходно треба да го направи за да го видиме ние крајниот продукт. Ретки се таквите луѓе, навистина е за голема пофалба тоа што го работи и затоа велам инспирација и за нас самите, како всушност треба да пристапиме кон одредени работи во животот, кога ќе се зафатиме да ги правиме, па се до крајниот продукт. Едно име, Илјада Приказни. Кое големо задоволство е за мене да говорам за Снежка, имам многу да се говори, но ќе се обидам да бидам сажета и да го потенцирам тоа што неа ја плени како човек и како актер. Значи, сепак, задоволството доаѓа од таму што јас сум љубител на штиците што живот значат од мали нозе. Тука сум доаѓала во овој драмски театар, во Народниот театар и така натаму, гледајќи ја личноста која ти била идол, доаѓам до ситуација да мене животот ме донесе на овие штици што живот значат и да побарам соработка од неа, на моје огромно задоволство да таа се вклучи со сето срце. Се работи за драмскиот фестивал Игри без маска, театар без дискриминација, чиј јас бев организатор, Здруженијето Свет на различни а еднакви моето го организираше фестивалот, а Снежка беше уметнички директор. Самата неизина појава зрачи со една посебна енергија. Енергија која на луѓето им даваше во почетокот малку и страв, бидејќи таа многу сака да држи под контрола се, да биде секако што треба, да испаде на крај совршено за сите што се тука учесници присутни во завршната фаза, да го видиме тоа на дело, дека е прекрасно, меѓутоа и да ги опушти луѓето, затоа што секој немал допир со драмата и драмските игри, да може да се вклучи, да биде дел од тоа.
Но таа да го опушти, да тоа го изведе буквално како што треба. Морам да нагласам, тука стануваше збор за лица со попречености, каде што вклучивме и професионални актери. Снежка е еден од нив кој со цело срце се вклучи, исто и Дејан Лилич, тој беше дел од меѓународниот жири на фестивалот. Па сега јас не знам колку време имам за да раскажам за Снежка, можам да зборувам неограничено. Снежка, сите ја знаеме ние и како јас ја знам поготово, уште како дете од детските представи, детските емисии кои што оделе на телевизија, но блиска средба со низе имавме некаде 2006 година, тогаш за прв пат се одржуваше Европскиот ден на еврејска култура и ние сакавме, тоа е манифестација која што се одржува во 36 земји во Европа, кај нас во Македонија тогаш за прв пат се организираше и сакавме да направиме нешто супер да биде, со кој што би се пофалиле нели во Европа што прави малата еврејска заедница во Македонија по повод тој ден. И долго размислувавме што да правиме, како да правиме, не знам некој не идеја дојде да ја викнеме Снежка да ни направи концепт што да прави, како да правиме за тој ден и она ќе го склопи тоа добро како што она знае и умее. Ја викнавме Снежка, Снежка дојде, прв пат се сретнува со делот од религија, култура, еврејска и така натаму. Ја однесовме горе, ја качивме во нашата библиотека во еврејската заедница, кај библиотекарката и дадовме еден тон книги да прочита што е еврејската религија, што е јудеизмот, се за еврејска заедница, еден тон книги, си отиде Снежка со еден тон книги од кај нас. Следниот ден се јави, јас го прифаќам ова и јас ќе го правам. Што имаме на располагање? Имаме детско качење, имаме нашиот детски клуб, драмско каче, имаме хор, имаме ова и кажуваме со кои ресурси ние располагаме. И Снежка склопува таков убав проект да кога ние го дадовме тој извештајот на на Европската организација за Европски ден еврејска култура, они рекоа вакво нешто до сега не сме имале. И од тогаш почна со работката, инаку секоја година за Европски ден на еврејска култура има тема и таа е тематска и секогаш во 2013 година темата беше да речеме јудеизмот и природата. Исто повторно не знаеме што да правиме и кога не знаеш што да правиш, ја викаш Снежка. И Снежка имаш тука одма идеја, ќе ги поврземе празниците, бидејќи нашите празници се многу поврзани со природата. Ги поврзуваме нашите празници со природата и со сето она што нашата религија не учи за зачувување на природата. Потоа иде следни години, најразлични теми, колку јазици збориш, толку за толку луѓе вредиш. Исто ја викаме Снежка, прави една драматизација на една многу убава книга од Гордана Куич, роман во слики. И после тоа 3 години едно по друго продолжуваме да работиме со подршка и на Министерството за култура на тој проект. И благодарение и на тој проект еве сега има Снежка и добиено да го кажам, не знам како да го наречам, али завршниот вако низин проект за монодрамата со која што ќе ја заврши својата, ќе ја заокружи својата кариера. Монодрамата со Бабалеа, иначе еврејка од Скопје. Професионалноста кај неа не е обврска, таа е став. Секој миг на сцена го живее со истиот интензитет, без разлика дали публиката брои 30 или 300 гледачи. Нејзината кариера е жив архив на нашата сцена. Додека го снимавме овој портрет, таа заслужено ја доби и наградата за животно дело на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински.